Почитуван председател на комисијата, господин Груби, господин Џафери, председател на владата Заев, подпредседател Османи, почитувани колеги и пратеници, представници на Меѓународниот кор во Република Македонија, представници на медиумите. После 30 на минути провладени дискусии дојде време да го ја слушнеме и другата страна од медалот. Благодариме за трпението на представниците на владата, на комисијата, но за да не остане неспоменато, заради тоа што некако навикате за се опозицијата да биде крива, доцнењето и на седницата на собранието беше поради владата, односно поради доцнење на еден од министрите на седницата на собранието. Ова за да ги оправдам и колегите пратеници, да го оправдам и господинот Џафери. Дозволете ми да навлезам во суштината на она што е денеска дискусија. Ние цениме дека ветувањата кои што беа давани во минатите месец и пол или два, говорите, начелните ставови изнесени од представници на новата власт, на новата влада и во собранието на Република Македонија се добри, но за жал се само обланда за тоа што стои за сето тоа. Не велам дека денеска можеме да поставиме диагнозата, но велам дека денеска можеме да дискутираме за првичните симптоми за излегување надвор од траекторијата која што беше ветувана. На почетокот дозволете ми да ги потсетам ветувањата кои што ги чувме во текот на изборната кампања. Ветувањата од страна на представниците на Социјалдемократскиот сојуз, но и на нивните коалициони партнери, беа дека Република Македонија или ќе ги отвори поглавијата 23 и 24 веднаш после формирање на влада, или во рок од 6 месеци ќе започне преговори за полноправно членство во Европската унија. Тоа беше предизборно ветување и ветување дадено пред формирање на владата. Во меѓувреме слушнавме ветувања дека Република Македонија ќе влезе во НАТО под привремената референца за најдолго 6 месеци. Денеска, соочувајќи се со одговорноста и со вистината, представниците на новата власт не можат и не смеат да го кажат ова. И не го кажуваат. Заради тоа што ова служеше како изборна мамка за граѓаните, а сега тие самите се соочуваат со потешкотиите и проблемите на целиот процес на евроатланско интегрирање на Република Македонија. Значи, влегуваме од една романтична фаза на давање ветувања во една реална и рационална фаза во која што ќе треба да се носиме со предизвиците, но и да решаваме проблеми заедно со сите, вклучително и со опозицијата, со граѓанскиот сектор, со медиумите, со локалната самоуправа, со малите заедници во Република Македонија и така натака и така натака. Од тука денешната средба пред толкав број на пратеници, пред представници, највисоките представници на владата, пред представници на дипломатскиот кор, јас ќе искористам да укажам на симптомите кои за нас се значајни во овој период, кои што за нас говорат дека правецот не е таков какво што е пакувањето на целиот пакет на владата на Република Македонија. Прво, веќе не знаеме колку пати низ каква све правна процедура во собранието на Република Македонија побаравме увид во нацрт договорот помеѓу Република Македонија и Република Бугарија за пријателство. И тука должен сум да кажам дека нашите пратеници апсолутно стојат зад идејата дека Република Македонија и Република Бугарија треба ден поскоро да ги надминат разликите, да склучат договори и да се тргне еден од проблемите кои што стојат очигледно на патот на Република Македонија кон евроатланското интегрирање. Но непочитување на собрание и на пратеници не е тој пат. Не е пат на демократијата. Во меѓувреме, за среќа на Република Бугарија, за жал на Република Македонија, слушнавме дека во бугарскиот парламент, во една, оние викаат секретна постапка, односно тајна постапка, користат очигледно странски збор, им е дозволен увид на пратениците во собранието, Народното собрание на Република Бугарија, во текстот на договорот. Ние искористивме повеќе форми во ова собрание, преку Комисија за надворешни прашања, со замолница до министерот за надворешни работи, преку денешниот предлог за информација на дневен ред на седница на собрание, преку писмо директно подпишано од, би рекол, можеби најносечките пратеници на коалицијата на ВМРО ДПМН
во Собранието на Република Македонија, упатено до премиерот, до господинот Заев и до министерот за надворешни работи. Не само што немаме одговор, денеска и мнозинството на пратеници од партиите кои што го представуваат тоа мнозинство гласаа против да се разговара во собрание таква информација, иако предлагачот од наша страна, господинот Милошевски, предложи таквата дискусија да биде, ако владата на Република Македонија, ако господинот Заев или господинот Поповски оценат, таквата расправа да биде во затворена постапка, односно собранието да гласа дека тоа би го направило на затворена седница. Тоа е еден од односите на владата спрема собранието или, ако сакате, спрема опозицијата. Во овој дел ние за жал не гледаме подадена рака и не гледаме инклузивност онака како што беше ветувано. Исто така, се прават очигледни напори за подобрување на комуникацијата и состојбата со Република Грција. И тоа е добро. Тоа е добро. Но по примерот на Република Грција, која што е многу постара демократија од Република Македонија, ние ценевме и побаравме исто така консултации со опозицијата, но и со сите парламентарни партии во Собранието на Република Македонија, во насока на перспективите и новите моменти, новите идеи, новата стратегија, новиот концепт кон решавање на овој проблем. Зошто ги издвоив како први овие две точки? Заради тоа што без национален и државен консензус во Република Македонија било кое решение нема да биде добро решение. Потребно е национален и државен консензус по однос на решавање на проблемите кои што ги имаме со Република Бугарија и Република Грција. Секој друг обид за решавање на проблемите без постигнување на претходно таков национален и државен консензус, веруваме дека ќе создаде многу подлабоки и многу посериозни проблеми кои што ние повеќе како Република Македонија нити треба, нити сакаме да ги гледаме. До тука исто така нема никаква инклузивност, нити формална, нити неформална. Јас сум должен пред јавноста да соопштам дека контакт од владата на Република Македонија со најголемата опозициона група во собранието, нити формално, нити неформално немало на овие теми, иако за едната од темите ние се обидовме преку 3 формални процедури да ја донесеме владата во ситуација да мора некако да сподели бар со ако одлучи, а би биле среќни ако тоа го направи и со целокупната јавност. Реков, во Грција редовно се одржуваат такви консултации помеѓу парламентарните партии по однос, ако сакате, на прашањето на Македонија. Во Бугарија пратениците имаат увид во договорот кој што е во нацрт фаза. Ние тука нити имаме консултации, нити имаме увид во договорот со Република Бугарија. Понатаму, околу планот 369, тој во себе содржи многу работи кои што досега владата ги спроведувала или имала план да ги спроведе. Исто така, вакви планови биле правени секогаш после добивање на извештајот на Европската Унија за напредок на Република Македонија. Голем дел од тие планови биле реализирани, свесни сме дека дел од тие планови не биле реализирани до крај. Ако е потребно и самокритицизам, ние сме спремни да прифатиме и критика и разговор околу работи кои што досега не биле спроведени во целост. Но сакаме да потенцираме дека овој план 369 е истиот план кој што владата претходно го носела секогаш после добивање на извештајот за напредок на Република Македонија од страна на Европската комисија. Сега рековме, има поубава обланда, поубаво е спакуван, има нов наслов и сето тоа звучи малце попозитивно. Ние немаме намера да бидеме против овој план 369, но немаме намера ни амблок да го прифаќаме целосно. Имаме намера за секоја од точките во тој план да отвараме и да бараме детална дискусија и дебата во која што покрај политичкиот фактор, односно собранието, ќе биде вклучен и граѓанскиот сектор, пошироко од она што го имаме во перцепција досега, да биде вклучена и локалната самоуправа, да бидат вклучени медиумите, за да доаѓаме до решенија кои што рековме треба да бидат заеднички и кои што Република Македонија треба да качат стандард повеќе. Жалиме што не се повтори праксата која што досега важеше, а тоа при подготовка на ваквиот план да бидат извршени консултации со парламентарните групи во Собранието на Република Македонија. Во овој случај, за жал, јас сум должен во име на пратениците од Коалицијата за подобра Македонија да соопштам дека со нас не е направена никаква консултација. Значи, ние имаме добиено веќе готов документ. Цениме дека
досегашната пракса во која што владата пред да го изготви извештајот, пред да го формализира, правеше консултации, е добра и владата на Република Македонија мислам дека тоа треба да го има во предвид. Со оглед на тоа дека има неколку министри во новата влада кои што биле дел и од претходните влади на ВМРО-ДПМН, ова искуство треба да биде пренесено и да се повторува во иднина. Би сакал да бидам искрен и за уште неколку други теми кои што се значајни за граѓаните на Република Македонија воопшто, без разлика на која политичка партија припаѓаат или кого гласале. И тука сакам да ја потенцирам улогата на собранието. Прво, на фанфари беше најавуван закон за јазици, односно за употреба на јазикот на заедницата која што сочинува над 20%. Голем дел од неубавите моменти во минатите 6 месеци беше базиран на притисокот ден поскоро тој закон да дојде на ред или да не дојде на ред на расправа. Очигледно дека се соочуваме со неискрен однос и поднос на оваа тема. Заради тоа што тој закон го нема, се зборува за Венецијанска комисија, за постапка во влада, за непостапка во влада, а во исто време знаеме дека пред 4-5 месеци беше соопштено дека текстот на тој закон е усогласен помеѓу политичките субјекти кои што ја сочинуваат владата на Република Македонија. И затоа апелирам во оваа ситуација и во овој момент, за да не се изненадуваме од било какви постапки на било кои политички партии. Дали од тие што се во власта, дали од ВМРО-ДПМН и својата коалиција, дали ако сакате и од движењето Беса, кој што исто така веројатно ќе има свој изграден став кон тој закон. Цениме дека е лошо тоа што во подготовка, додека веројатно се уште се подготвува, верувајќи официјалната позиција на владата дека се подготвува се уште во процес на подготовка, онака како што господинот Османи пред скоро кажа дека на експертско ниво би имало комуникација со собранието, повикуваме ден поскоро на експертско ниво со пратеничките групи да започнат консултации по однос на законот за јазици, односно законот за употреба на јазикот. Секоја друга постапка е очигледно нетранспарентна, неинклузивна и помалку подигрувачка со граѓаните на Република Македонија. Би сакал да информирам јавноста дека досега пратениците со кои што јас заедно работам во Собранието на Република Македонија имаат поднесено 7 закони и 2 информации. Во период во кој што од владата имаме добиено само 3 закони со денешниот закон за извршување на буџет. Значи, пратениците со кои што работам јас имаат исклучително активна и интензивна динамика во законодавна смисла, во законодавна иницијатива, но предложивме и 2 информации. Би сакал да соопштам дека за ниту една од овие 2 иницијативи и 7 закони се уште не сме добиле поддршка од владачкото мнозинство или од владата на Република Македонија. Тоа исто така не е подадена рака, не е инклузивност и не е вклученост. Велам, може би е прерано да воспоставиме диагноза и се дистанцирам од намерата денеска да ја воспоставам диагнозата, но сакам да укажам на овие симптоми кои што се значајни да бидат споделени со целата македонска јавност. Исто така, иако неколку пати досега, дури и формално на седница на собрание, но и неформално, бараме да го добиеме членот на Комитетот за управување со кризи, Управниот комитет за кризи, кој што го раководи потпредседателот на влада и министар за внатрешни работи, каде што според закон најголемата опозициона партија треба да има свој член, така беше и предходно, кога тој комитет го раководеше господин Тодоров. Се уште нема никаква иницијатива од страна на собранието и на владата опозицијата да делегира свој член во Управниот комитет за кризи. Во минатиот период собранието на Република Македонија по предлог на владата со тесно мнозинство избра директор на Агенцијата за администрација, човек кој што во моментот кога предлогот бил утврден на седница на влада имал 2 високи позиции во Социјалдемократскиот сојуз, а тој е член на извршниот одбор и председавач на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз, што е директно спротивно на закон. Значи, собранието практично донесе незаконита одлука за избор на директор на Агенција за администрација. Би сакал да информирам јавноста дека во Собранието на Република Македонија во тек е процедура
за избор на генерален секретар и заменици на генералниот секретар. Предлозите се партиски предлози. Не навлегувам во личниот квалитет и капацитет, ќе се дистанцирам од намерата да дадам било какви квалификации околу таа тема, но во ист момент ние како група на пратеници предложивме собранието да донесе заклучок дека генералниот секретар на собранието и замениците генерални секретари на собранието ќе се бираат во една транспарентна постапка преку јавен оглас со прецизни критериуми по мерит стандарди кои што ќе значат постапка секој граѓанин на Република Македонија да може да конкурира за оваа позиција и таа позиција генерален секретар на собранието и заменици генерални секретари на собранието да биде надпартиска, односно во таа институција да веруваме сите пратеници без разлика дали сме дел од власта или од опозицијата. За жал тој предлог беше одбиен. И наместо тоа добивме предлози од секоја од поотделните партии кои што се дел од владеачкото мнозинство, вклучително и од партијата БЕСА, и на тој начин одиме сега кон процес на избирање на генерален секретар и заменици генерални секретари кои што се партиски предлози. Би сакал уште неколку работи. Ако може да заокружите, молам и по точката на дневниот ред, реално. Пошто треба и други да го... Со оглед на тоа дека многу повеќе дискутанти има од владеачкото мнозинство, си дадов мала дозвола од 5-6 минути да префрлам во дискусијата. Се надевам дека тоа ќе е во дел на конструктивност и во дел на квалитет на дебата. Би сакал да потенцирам уште неколку работи, дека во делот во планот 369 кој што е составен од владата на Република Македонија без консултации не само со опозицијата, туку и воопшто со собранието, има дел за собранието. И тоа малце дава, повторно велам, лош симптом, заради тоа што владата без консултации со собранието прави план што треба да работи собранието. А собранието треба да биде орган кој што е над владата. Тоа е проблем во поставување и поимување на работите. Тоа е една работа. Втора работа, владата предлага постапки кои што се однесуваат на независните и регулаторни тела, каде што нема никаква улога владата и тие се директно и единствено поврзани со собранието на Република Македонија. И тоа исто е така, велам, се уште ќе се обидеме нели се тоа да го сведеме во нормална и коректна дискусија и дебата која што е укажувачка повеќе, се надевам дека така ќе биде разбрана од страна на владата, но ние мораме да ги кажеме на јавна сцена сите овие работи. Сакам да побарам од владата на Република Македонија да биде искрена и прецизна, заради тоа што ние сите се израдувавме во текот на вчерашниот ден, кога владата кажа дека Република Македонија е најголем добитник на средства од самитот во Трст, но денеска, за жал, и тоа мислам дека беше презентирано дека станува збор за 70 милиони евра, но денеска за среќа на Србија, за жал, наша, веќе во српските медиуми информација дека Србија од истиот тој самит добила 2 милиарди, од кои што само за реконструкција на клиничките центри околу 400 милиони евра. Значи бараме искреност и прецизност во комуникацијата и со јавност, и во јавноста и посебно кон собранието, за да не се доведуваме во овакви нелогични постапки. Би сакал да потенцирам дека без разлика каков е нашиот однос кон господинот Џафери, владата на Република Македонија не смеела да го прескокне него при составување на планот што ќе работи собранието. На овој начин владата нас ни дава аргумент не за денеска, но за некогаш после 3, 6, 9 месеци да го употребиме истиот однос кон господинот Џафери како што владата денеска го има. Му прави план што треба тој во собранието да прави и тоа не е добро за собранието. Исто така како што изразувам жалење што преку некој договор со партијата БЕСА за поделба на овие секретарски места и подпредседателски места во собранието, оној почетен импулс кој што значеше подадена рака, а тоа е некакво мнозинство во 5 од комисиите во собранието на Република Македонија за опозицијата, што беше договорено взаемно помеѓу мене и господинот Спасовски, а беше поддржано и од господинот Заев и од господинот Груевски како исчекор во надминување на мостови, со еден ваков, би рекол, пазар со партијата БЕСА, навистина во моментов можеме да констатираме дека повеќе опозицијата во ниту една комисија нема мнозинство. Ова го кажувам за да не се доведуваме во
во ситуација дека е вака или е така. На крај би сакал да истакнам две принципиални позиции. Во делот на предлог декларацијата ние ќе изразиме целосна поддршка и ќе дадеме поддршка заради тоа што апсолутно стоиме на патот на Република Македонија кон Европската унија и НАТО и ќе учествуваме во сите процеси кои што значат фаќање на било каква шанса Република Македонија да ден побрзо стане член од Европската унија и од НАТО. И одговорно ќе се однесуваме спрема сите предлози кои што се поврзани со оваа патека. Тоа можам да го кажам пред целокупната јавност во име на сите пратеници со кои што јас работам. Но тоа нема да значи покривање на штетни политики кои што владата на Република Македонија би сакала да ги протне низ една таква процедура. Значи, уште еднаш потврдувам, ќе гласаме за декларацијата, го поддржуваме патот на Република Македонија кон ЕУ и НАТО и ќе се однесуваме одговорно и ќе ги поддржуваме сите иницијативи и сите закони кои што одат во тој правец. Околу заклучоците за планот 369 ние нема денеска да ги гласаме заради тоа што нашиот однос кон целиот план е таков како што ви го кажав, но за поотделни точки од тој план 369 стоиме на располагање уште денеска, следната недела, после 2 недели, за било какви формални или неформални иницијативи. На секоја иницијатива од владата на Република Македонија за контакт со нас, како пратеници, ние ќе одговориме позитивно и ќе ги дадеме нашите искуства, сугестии, за некои работи веројатно ќе дадеме и подобри предлози од она што досега владата на Република Македонија го конципирал. Но на крај би сакал да предложам во декларацијата да додадеме само уште една точка, доколку е возможно, иако морам да потенцирам дека претседателот Груби многу коректно се однесуваше и кон нашата група во целиот процес на усогласување на декларацијата. Точката што би сакале ние да ја предложиме би била нова точка 4, која што би во декларацијата би одела со следниот краток текст: повикуваме на почитување на пресудата од Меѓународниот суд на правдата од Хаг со цел преку почитување на принципот на владење на право да се постигне целосно евроатланско интегрирање на Република Македонија. Со овој формален предлог на крај, кој што верувам дека не е спорен за никого, заради тоа што на крај на криштата и сите некако сме учествувале во оваа постапка, и представници на ВМРО ДПМН и представници на ДУИ даваа сериозна поддршка во процесот пред Меѓународниот суд на правдата, и новиот министер за надворешни работи беше дел од тимот кој што учествуваше во оваа постапка. Цениме дека со оваа точка додадена во декларацијата апсолутно нема никаква пречка собранието консензуално и овде на комисија и во пленарна сала да ја усвои оваа декларација и таа да биде еден нов старт во перцепирањето на предизвиците